би сакал да го искажам и своето задоволство што сум еве на почеток на уште еден проект кој што е дел од програмата на градоначалникот Орце Георгиевски од претходните локални избори овдека во општина Кисела Вода. Како што самиот кажа, многу амбициозно заедно со неговиот тим влегува во овој мандат и огромен дел од програмата е или завршена, или е во фаза на реализација, или отпочната да се реализира. И нема да ме изненади ако на половина од мандатот тоа што беше ветено за 4 години го исполни. Тоа е добро и тој пример и примерот на градоначалниците на ВМРО ДПМН треба да го следат и останатите градоначалници кои што доаѓаат од другите политички партии и оние кои што се независни, затоа што тие се гласани од страна на граѓаните за да испорачаат проекти кои што понатаму ќе го подобрат квалитетот на животот на граѓаните. Еве како што е овој проект овдека овој пазар во општина Кисела Вода, како што ќе биде тој вториот, за кој што еве веќе најави градоначалникот дека ќе отпочне исто така да се гради во населбата Драчево, овдека во општината Кисела Вода. За амбициозните програми, амбициозните реализирани проекти говорат километри асфалтирани улици, други проекти, детски игралишта, спортски игралишта, реконструирани училишта, спортски сали, градинка се пушти овдека во Кисела Вода, се надеваме оние обврски кои што се и од град Скопје, како што е булеварот Борис Трајковски кон Драчево, ќе биде завршен во рокот. Тука јас знам дека и градоначалникот и председавачот на општината и сите останати се вклучени активно во разрешување и надминување на проблемите и се надеваме дека луѓето кои што гравитираат кон тој дел од градот ќе можат наскоро да имаат булеварско решение со кој што побрзо ќе стигаат кон центарот на градот, до своите работни места и да ги завршуваат оние потреби кои што на нив им се важни. Можам да кажам дека сум исклучително горд и задоволен од ова што го гледам овдека во Кисела Вода. Посакувам само така да продолжиме. Тоа што го прават градоначалниците на ВМРО ДПМН да биде пример и за останатите градоначалници. Не сакам со ова да го политизирам, тоа е факт, тоа се гледа насекаде низ Македонија, да ги охрабрам и останатите градоначалници, без фрустрации, без комплекси, да ги следат градоначалниците на ВМРО ДПМН, бидејќи завршува полека но сигурно времето кога Македонија губеше, доаѓа времето кога Македонија треба да се гради и да победува. А тоа се надевам дека многу скоро на предвремените парламентарни избори со новата влада на ВМРО ДПМН ќе го доживеат нашите граѓани. Господин Мицкоски, како го коментирате повикот на шефот на дипломатијата да се подпише нов рамковен договор, би рекла, во кој што би биле единствени во идејата за евроинтеграциите? Па како и обично доцнат на 2-3 години во своите намери. Требаше пред да ги подпишуваат овие капитулантски договори да седнеме на маса. Ние повикувавме, се сеќавате, јас повикував 5 тима да се формираат, да седнеме, да направиме стратегија и врз основа на таа стратегија понатаму да делуваме. Ние и покрај тоа, гледате, еден од тимовите веќе ефективен, овој кој што помага во економијата, во енергетиката, и покрај тоа што тие тогаш надмено одбија, неодговорно, нездраво би рекол. И сега еве веќе со огромно задоцнување повторно нешто се нуди, зашто се нема концепт јасен. Предпоставувам тоа е обид за дефокус од одговорноста која што се бара во неговата партија за министерот за надворешни работи. Да почекаме да видиме како таму ќе се развиваат работите, па дури потоа ќе можеме да говориме за некакви планови во иднина. Но на што можам да го заклучам како одговор на ова прашање е дека доцнат, многу доцнат и наместо она надмено иструстрирано одбивање кој што го направија кога ние подадовме рака, требаше да размисла дека е потребно ВМРО ДПМН затоа што не може да обстанат без ВМРО ДПМН и тоа се гледа. Односно, без поддршката на ВМРО ДПМН, за жал, тие се и така неуспешни, но вака се уште повеќе неуспешни. Тоа значи дека дефинитивно нема воопшто да размислите можеби за некакви средби доколку ви се нудат во иднина или консултации апропо Европската агенда? Па ние иницииравме такви средби. Гледате, ние инициираме, Европската агенда е факт, немаме ние што тука да носиме рамковни договори, донесовме декларација во парламентот. Тие ја погазија декларацијата, дозволија се што го подпишавме со декларацијата во парламентот да се случи спротивно, односно дозволија
почеток на асимилација и бугаризација на македонскиот народ, дополнителни условувања, дополнителни критериуми, не ги започнаа преговорите со Европската унија. Македонскиот јазик се проблематизира со фусноти и понатаму од страна на бугарските политичари, историчари и европарламентарци, така што не гледам сериозен соговорник од другата страна на кој што можам да се потпрам и на кој што би можел да имам доверба. Затоа велам да почекаме како ќе се развиваат работите во владата, па дури потоа да видиме со какви соговорници можеме да соработуваме. Овој соговорник се покажа како соговорник на кој што за жал не можеме да се потпреме. Дали има некаков напредок во однос на набавката за енергенси кои вие ги предложивте, контактите, односно дали се контактирани и слично? Јас зборував на таа тема. Во текот на вчерашниот ден, кога што имам информација, потпишан е тој ЕФЕТ договор, со кој што се тргуваат енергенси на секаде во Европа, од страна на позицијата и АДСМ, поранешно ЕЛЕМ. Од информациите со кои што располагаме дека ќе има таков состанок во петок, во просториите на АДСМ, овде во Скопје, на кој што ќе биде презентирана официјалната понуда од страна на позицијата. Нормално има законски критериуми, правила како функционира правниот систем во Македонија. Сепак АДСМ не е приватна собственост на никое физичко лице, тоа е на народот, државна компанија. Компанијата, позицијата треба да достави понуда. Претпоставам таму има комисија која што ќе евалуира таа понуда, дали е таа понуда во ред, не е во ред и така натаму. И доколку е во ред, не гледам причина уште во петок да биде потпишан тој анекс или индивидуален договор, кој што е составен дел на овој ЕФЕТ договор, на овој рамковен договор. И врз основа на тоа што ќе биде потпишано, очекувам дека ќе почне испораката таму некаде од почетокот на ноември, па се до периодот кој што ќе го побара владата од оваа позиција. Сепак јас тука во деталите не сум учесник и не ни сакам да сум учесник, бидејќи има институции, наше беше да помогнеме, како што помогнавме. А од компанијата која што, од позицијата која што требаше да достави понуда за мазут, бидејќи сум овластен, имам овластување да го кажам тоа јавно, веќе е соопштена понудата, позицијата, дека на било кое пристаниште во регионот цената ќе биде берзанската минус $40 за тон. Ако се искалкулира, да речеме, од Солун или од Волос да се донесе тоа до ТЕЦ Неготина, од прилика 20 евра за тон или од Волос 40 евра за тон, тоа би значило дека некаде од прилика во Македонија ќе имаме берзанската цена, што е исклучително квалитетна понуда, која што во моментов е некаде околу 70, 80, 90 евра, во зависност од цената на регулирана со регулаторната комисија за енергетика на мазутот поевтина. Или ако земеме предвид дека се бараат 150.000 тона, тоа значи некоја заштеда помеѓу 10 и 15 милиони. Господине Мицковски, дали е можност затварање на РЕК Битола и ЕЦ услова и нешто што вие веќе го најавивте на вашето гостување на Законот кој што го предложи власта во парламентот со наслов Закон за поддршка на ликвидноста на АДСМ содржи во својата структура услов кој што вели дека за да ги користи АДСМ тие средства, односно владата, потребно е до крајот на 2023 година да биде затворен Осломеј, а до 2027 година да биде затворен РЕК Битола. Што значи тоа? Тоа значи уште еден пуст град како Кичево и уште еден пуст регион како Пелагонискиот регион. Односно 4000 луѓе, 4000 семејства на улица и најмалку уште 40.000 кооперанти, кои што зависат од работата на новие два производни капацитети на базна енергија. ВМРО ДПМН нема да го поддржува и ќе искористи својата можност на филибастеринг во парламентот, затоа што се додека ВМРО ДПМН живо, а ќе биде уште долго живо, вакви анационални политики ние нема да поддржуваме, антинародни политики нема да поддржуваме и цениме дека тие пари нас не ни се потребни, ќе бараме други извори, а да бидеме уценувани со што ќе ја уништиме државата, со што ќе дозволиме енергетска асимилација на Македонија, е неприфатливо. Така што бидете сигурни дека ВМРО ДПМН ќе искористи сите алатки во парламентот или популарно наречениот филибастеринг, овој закон да не помине. Тоа треба да го знаат сите. И заемодавачот, тоа е Европската банка, и владата, и сите треба да го знаат. Со тој услов,
Со таа клаузула, каде што 4000 луѓе ќе останат на улица и уште 40.000 луѓе директно ќе бидат погодени, затварање на Осломе и на Рек Битола, ВМРО ДПМН нема да се сложи, односно се ќе направи тоа да не се случи.